Турската меѓународна агенција за соработка и развој ТИКА во рамки на националната кампања да помогнеме на време за собирање средства за реконструкција и адаптација на просторот за педиатриски ургентен центар на клиниката за детски болести, чиј покровител е сопругата на претседателот на Република Македонија Маја Иванова, донираше 55.000 евра, потребни за првата фаза од реализацијата на проектот. Ова е веста со која го започнуваме денешното издание на Урбаните вести. Од петок нов начин на плаќање паркинг во центар. Ке се проширува булеварот 4 јули во Ѓорче Петров. Латиновски ке гради 2 спортски игралишта во Бутел, а Начовски ке ги подобрува условите за живот. Стефче Кимовски ке намалува невработеноста во Карпош. По барање на граѓаните, Општина Центар и јавното предпријатие Паркинзи воведуваат нова услуга – плаќање на паркинг со SMS порака од својот мобилен телефон. Новата услуга ќе почне да функционира од петок, 5 април, а новост е и тоа што нема да биде потребна порака за одјавување. Ивана Митковска. Од петок, јавното предпријатие Паркинзи на Општина Центар внесува новина во наплаќањето на услугите. По барање на граѓаните, Општина Центар и јавното предпријатие Паркинзи воведуваат нова услуга – плаќање на паркинг со SMS порака од својот мобилен телефон. Новата услуга ќе почне да функционира од петок, 5 април, информираше директорката на предпријатието Маргарита Бакев. Со оваа новина на граѓаните им се дава можност да изберат кој тип на плаќање повеќе им одговара, дали преку купување карта од паркомат или преку користење на мобилен телефон, односно SMS порака, појасни директорката Бакев. Таа нагласи дека новина е и тоа што нема да биде потребна SMS порака за одјавување, односно 10 минути пред завршување на паркирањето. Корисникот ќе добие SMS порака за потсетување дека паркирањето наскоро му истекува и доколку сака да остане подолго, ќе треба само да испрати нова порака со зоната и уште колку часа планира да се задржи. Паркингот ќе важи само за зоната за која е пратена пораката, а има 3 зони, нулта, 1 и 2. Пораката важи во зоната за која што е платена паркинг услугата. 14 е бројот на кој што граѓаните од петок ќе можат да плаќаат паркинг преку SMS. Новина е тоа што не е потребно порака за одјавување, односно не треба да се притиска S за крај. Содржината на SMS пораката треба да ја содржи зоната, регистарскиот број на автомобилот и време траењето на паркирањето. Услов е телефонскиот број да биде од мобилните оператори во Република Македонија. Цената на една SMS порака е 5 денари со вклучен ДДВ, додека цената за 1 час паркирање на овие паркинзи изнесува 30 денари. Стеснувањето кое го има булеварот 4 јули во Ѓорче Петров од страна на објекти и куќи кои што се наоѓаат во овој дел, ќе се решава во наредниот период. Проширувањето на оваа улица го најавија кандидатите од Коалицијата за подобра Македонија за градот и општина Ѓорче Петров, Коце Трајановски и Сокол Митровски. Реконструкција и проширување на булеварот 4 јули во наредниот период ветија кандидатите за градоначалници од ВМРО ДПМН за град Скопје, Ѓорче Петров, Коце Трајановски и Сокол Митровски. Во нивните изборни програми предвидено е расчистување на проблемите кои ги има околу стеснувањето на булеварот од страна на објектите и куќите кои ги има во овој дел. Трајановски истакна дека веќе е разговарано со сопствениците на објектите. Во последното време се интензивираат тие договори и јас се надевам и сигурен сум дека во наредниот период ќе ги расчистиме имотно-правните односи и конечно овој булевар ќе го направиме да биде проточен и да биде прооден во целата негова ширина и да биде направено онака како што е предвидено према деталниот урбанички план и према генералниот урбанички план. Кандидатот Митровски потенцираше дека овој булевар ќе прерасне во препознатлив булевар со кој ќе се гордее општината и дека решавањето на овој проблем е барано од страна на граѓаните. Улицата 4 јули во целата своја должина од црквата Свети Петар и Павле до Панајот Гиновски улицата ќе добие потребната димензија, ширината, са двонасочен сообраќај, ќе добие тротоари, ново
осветлување, ќе добие нови содржини и озеленување, така да навистина ова ќе биде еден од булеварите препознатливи со кој Ѓорче Петров и Ѓорче Петровци ќе се гореат во наредните години. На булеварот 4 јули ќе биде извршена санација и поставена атмосферска канализација и се она што е потребно за да ја добие вистинската функција. Кандидатот за градоначалник на општина Карпош Стефчо Екимовски денеска најави дека ќе се обиде да ја намали невработеноста во општината од 16 на 10% со обезбедување на обука за преквалификации до квалификации. Елизапета Дамјановска. Кандидатот за градоначалник на општина Карпош Стефчо Екимовски денеска најави дека во следниот мандат ќе се посвети на намалување на невработеноста во општината. При тоа нагласи дека иако општина Карпош има најмала стапка на невработеност од 16%, ќе се стреми истата да ја намали на 10% од целокупното население кое живее на територијата на општина Карпош. Во состав на проектот за намалување на невработеноста ќе се спроведе програма за доедукација и преквалификација за стекнување на вештини за нови вработувања, пред се наминати за младите во Карпош, истакна Екимовски. Точно е дека во општина Карпош живеат образовани и едуцирани луѓе, меѓутоа имаме околу 2880 лица кои што имаат недооформено образование и затоа нудиме проект во кој што ќе бидат офатени повеќе од 700 лица кои што ќе можат да го дооформат своето образование и да научат нови вештини за да можат полесно да најдат работа. Во исто време 1800 лица од општина Карпош, од кои што најмалку 40% ќе бидат млади луѓе до 29 години, ќе можат да посетуваат обуки за преквалификација, доквалификација, за запознавање на нови вештини, како би можеле полесно да се вклучат на пазарот на работна сила. Третиот проект кој што го предвидуваме е проектот во кој што над 700 лица ќе бидат испратени на волонтерска работа во фирми, во делови на администрација и така натаму за да се стекнат со потребните искуства. Стефчо Екимовски денеска ги демантираше сите обвинувања упатени на негова адреса од страна на неговиот против кандидат Андреј Петров, нагласувајќи дека наместо за граѓаните на Карпош, тој се интересира за приватниот живот на Екимовски. До пред месец и пол јас бев добриот, јас бев тој што тие го поддржува и така натаму. Сега најново сум криминалец, милионер и така натаму и се од едноставна причина зашто сум одлучил на овие избори да одам да се борам за она што е Карпошевото, односно да покажам дека граѓанскиот концепт на територија на општина Карпош е можен и тој е успешен. Му порачам е да се потруди овие неколку дена да ги убеди граѓаните на Карпош дека има намера да се бави со нивниот живот, а не со мојот живот. Кандидатот за градоначалник на општина Центар Андреј Жерновски го обвини неговиот против кандидат Владимир Тодоровиќ за користење на неговата положба и функција во негови лични цели, односно стекнување профит на фирмата Тинекс, при што влијал на институциите при набавка на производи да го користат асортиманот на Тинекс. Обвинувањата стигнаа и дотаму што Тодоровиќ е обвинет што парите заработени во Македонија ќе ги троши на инвестирање во хотел во Србија. На тоа Тодоровиќ одговори дека ако Жерновски обезбеди документ за профитот, тој е подготвен да ја откаже кандидатурата, а хотел во Белград нема да гради. Синџирот на супермаркет Тинекс, собственост на семејството на градоначалникот на Центар Владимир Тодоровиќ, добива тендер од Министерството за труд и социјална политика и за сите институции кои што се под ова министерство. Потпишан е едногодишен договор за снабдување со храна за сите јавни институции под ова министерство. Компанијата вклучила договор со уште 3 други државни институции за снабдување со храна, пјалоци и за средства за хигиена во вредност околу 65.000 евра. Тоа се Министерството за здравство, потоа Агенцијата за електронски комуникации и Заводот за статистика. Меѓутоа пред кампањата Б92 зборува за србинот од Македонија кој што вложува во хотел. Постојано ме обвинува фирмата дека нечесто заработува или дека заработува со помош на власта или дека ја сум дошол од лични интереси. Значи луѓето ме познаваат и јадници, не е тоа еден. Како е моето работење, како е мојот успех и не знам зошто мора он баш на таков начин да дојде на ваква функција. Значи зашто мора да лаже? Значи јас демантирав дека прво немам никакви странски инвестиции, односно од Македонија немам инвестиции надвор. Еднаш го кажав, тоа го повторува. И немам што да додам сега. Навистина немам коментар.
Петр Латиновски, кандидатот за градоначалник на Бутел од ВМРО ДПМН, најави изградба на 2 мултифункционални спортски игралишта. Додека пак неговиот против кандидатот СДСМ Коста Начевски вети подобрување на условите за живот на граѓаните од оваа општина. Томислав Атанасовски. Денеска во дворот на основното училиште Свети Климент Охридски во населбата Бутел 1, кандидатот за градоначалник на општина Бутел Петр Латиновски одржа пресконференција на која информираше јавноста за проектите кои планира да ги реализира во ово училиште и во населбата Бутел 2. Станува збор за изградба на мултифункционално спортско игралиште, кое се планира да се реализира во соработка со Агенцијата за млади и спорт во просторот на училиштето, а потребната документација е во завршна фаза. На ова локација веќе издадена е техничка документација каде што треба да се изгради повеќе наменско игралиште. Меѓутоа тоа ќе биде, заедно во соработка со Агенцијата за млади и спорт. Територијата на општина Бутел планирано е уште едно повеќе наменско игралиште, а тоа е на улица во населеното место Бутел 2, Бутел 2. И со тоа мислам дека нема населено место на територијата на општина Бутел каде нема спортски терен. Општината Бутел ќе може да се пофали со досегашните изградени 3 спортски сали, 4-та веќе не е при крај, ова ќе биде 5-та спортска сала што ќе се гради на територијата на општина Бутел. Кандидатот за градоначалник на општина Бутел од Сојузот на едината Коста Начевски денеска исто така одржа пресконференција на која им вети на граѓаните на општина Бутел подобар живот, гасификација, економски просперитет и нови инвестиции. Не дозволувајте нашата иднина, иднината на нашите деца да не ја крадат фантомски гласачи на ДПМН. Не дозволувајте да ве уценат, да ви се закануваат, да ве понижат и да ве лажат. Во недела на 7 април масовно да излеземе и да гласаме за проекти и за исполнителност. Ја барам вашата поддршка и доверба, затоа што Бутел заслужува иднина. Со моите проекти Бутел ќе стане модерна општина. Имам визија и имам програма. Ве повикувам да гласате за гасифициран Бутел, за Бутел без миграција, за Бутел општина магнет за нови инвестиции. Социјалдемократската унија ќе го поддржи кандидатот за градоначалник на општина Центар од владеачката коалиција за подобра Македонија предводена од ВМРО ДПМН Владимир Тодоровиќ. За ова денеска на пресконференција информираше председателот на СДУ Чедо Николовски. Тој ги повика граѓаните на општина Центар и членовите на СДУ на 7 април во вториот круг од локалните избори да му дадат, како што рече, заслужена поддршка на Тодоровиќ. Владимир Тодоровиќ изрази благодарност за поддршката и рече дека доколку ги добие и овие избори и стане повторно градоначалник на општина Центар, ќе одговори на сите предизвици и ќе ги решава проблемите на сите граѓани. Тодоровиќ воедно денеска додели 15 на решенија за легализација на дивоградби и најави дека ќе се реши проблемот со дивоградбите во Мачармало. Сакаме да дадеме акцент и порака до граѓаните на не само Мачармало, туку Ново Мало и Крѓево, да ние максимално посветени службите во општина Центар на решавање на проблемите со легализација. Мачармало е препознатливо место во Скопје каде што имаше голем број на нелегално изградени објекти и сакам да истакнам дека со промена на ГУП-от каде што конечно се реши големата сообраќајница, со измените на ДУП-овите кои што следат, најголем дел од кујките ќе бидат легализирани во ова мало. Во продолжение на урбаните вести ви информираме за културно-забавните случувања во Скопје. Во Драмскиот театар вечерва од 20 часот се изведува представата Македонска крвава свадба од Војдан Чернудрински во режија на Сташа Зуровац. Представата Господја министерка од Бранислав Нушиќ се изведува вечерва на сцената на Македонскиот народен театар во режија на Наташа Поплавска. Од 20 часот во Музеот на македонската борба за државност и самостојност во рамки на Денови на македонската музика 2013 се одржува концерт на камерниот мешан хор Проарс. Во кинотека на Македонија вечерва од 20 часот ќе биде прикажана премиерна проекција на документарниот филм Поет на револуцијата, портрет на добитникот на Златен венец на Струшките вечери на поезијата за 2012 година. Поетот Монгани Вали Серота во продукција на МТВ. Во Музеот на град Скопје од 20 часот имате можност да ја погледнете изложбата на скулптури од Васе Урдин. Од 20 часот и 30 минути во Универзалната сала се одржува хуманитарен концерт за Боро Стајич, насловен "Бидејќи заедно можеме повеќе" во организација на Црвениот крст на град Скопје. Еве што ќе гледате понатаму во вестите. Спорт. Ракометната репрезентација денеска игра против светскиот првак Шпанија. Актуел. Албумот на Битлси продаден за неверојатни 300.000 евра.
Ракометната репрезентација денеска игра против светскиот првак Шпанија во третото коло од квалификациите за пласман на Европското првенство во Данска. Спортските вести со Томислав Атанасовски следуваат веднаш по рекламите.